Може. Еве не со Дончо Национален на најсвежа тема. Вардар победник во финалето на Купо, добра игра, убав резултат, 2:0, чиста игра, чиста победа, без спорни ситуации. Фудбалски гледано Вардар најзаслужено победи. Наместо славје да се радуваме, останува дел од навивачите кои го сакаат Вардар, меѓутоа поголем дел, оние кои 90 минути вика разноразни работи, си отида 3-4 минути пред крајот. Не е добро тоа, селектор, за Вардар. Една твоја порака, една твоја. За мене беше многу тажна таа слика. Да дозволиме Вардар, кога постигнува еден резултат во овој момент, врвен би рекол, феноменално. Да го напуштат фановите за Чичко Дончо, дедо Дончо, не е дозволено тоа. Ќе останам тамо да му се израдувам на успехот, да му аплаудирам оти после толку тешки времења, Вардар се враќа пана позиција таква и затоа ќе речам, ги молам фановите и Миленковски, слушај го Чичко Дончо, оваа порака до сите вас. До двете страни. Од двете страни, секако. Ова е очебино дека двете страни не се трпат. Во интерес на Вардар. И Вардар, и вие да седнете за доброто на Вардар. Да седнете да ги расчистите работите. Едно да ви кажам. Вие сте многу, многу потребни на Вардар. Меѓутоа не заборавете дека Вардар, тој што го води Вардар, гајлињата се негови финансиски. И затоа треба да им одадете почит и на нив, не само и они на финансиски, вас, и спортските гајлина. Спортски и на вас, и за доброто на Вардар. Од мојата љубов што беше, од Австралија да доаѓам и да дадам придонес пред надпревар, да ги охрабрам играчите. Оти само јас знам како изгледа пред надпревар. И моите зборови таму ги покренаа. И пардон. На здравје. И здравје да имаш. И моите ги подкренаа психички, ги вратија, довербата им ја вратив јас. Дека со едната борбена игра, дека со дисциплинирана игра, па кој тим да дојде, мора да изгуби тука од Вардар, оти насушна потреба беше на Вардар да победи, да се врати на оној пат кој што го личи. Има ли некој искрен вардарец кој може да го стави клубот позади некоја личност? Не е битно која се вика и на која функција. Не. Вардар мора да биде на прво место. Меѓутоа и тие што се од управата нека имаат разбирање и према навијачите, оти они се чувствуваат дека се потребни на Вардар. Меѓутоа да се знае колку можат они да го водат Вардар. За мене беше срамно. Јас солзи ми се ронеа кога видов дека напуштија тие. Јунаци Вардарови не смеат да напуштат терен. Треба да се радуваат на успесите и да поднесуваат. Оти стално не е пишано на еден тим стално да победува. Меѓутоа, некњашниот надпревар даваше на знае и на секој дека Вардар мора да победи. Да даде максимум. И го дадоа максимум и се покажа дека се подобри од Струга. Така е. Најчисто, најпоштено, најпоштено. Иако еве за твоја информација имаше известни шпекулации, ќе му помагаат на Вардар, судиите ќе свират за Вардар, па тоа. Тие што можеби не му мислат добро на клубот, се покажа дека немаше ништо од тоа. Не. Чиста беше победата. Ја му честитам и на Илчо Ѓорѓиевски, учител.
Тимот му беше добар, супер, дисциплиниран, поднесува поразот, макар е пораз како пораз е тежок, тешко да го прифатиш, меѓутоа он беше на висина и тимот негов играше како што му кажал, меѓутоа ние бевме подобри. За толку за колку што дадовме голови. Може ли уште 2-3 збора за ова и да го затвориме прилогот, да ја повториме пораката, значи за силен Вардар? Не може навивачите да бидат на различна маса од раководството. Ирелевантно е кој е во раководство, кој е на трибини. По дефолт, по инерција, за заедничка љубов, навивачите, не сакам да кажам и другите, еве зборувам за навивачите и публиката. Тука има и други чинители, сега не е момент да ги спомнуваме, и врвното раководство. Председателот, директорот, не знам, благајникот, сметководителот, потпоролот, спортскиот директор, а тие мора да бидат со навивачите. Тоа е една душа, едно тело треба да биде. Тоа е точно и за помирување две страни требат. Како спротивни страни се караат, овој пат Вардар бара да биде заедно. Вардар бара да биде заедно. Вардар бара да бидат заедно и симпатизерите и управата. Епа понекогаш има и некои работи што треба и да се проголтаат, ама во интерес на Вардар и јас ќе проголтам. Меѓутоа, принципите да не се кршат ни од една, ни од друга страна. За мене, па ќе речам, беше болно многу. Болно, дури и солзи ми идеа за наш Вардар. На таков начин да се прослави победата, за мене беше неприфатливо. Меѓутоа, победата си е победа и затоа и едните и другите да седнат. Љубовта према Вардар треба да биде поголема од суетата. И да победи. Сигурно. И да победи. Да победиме како? Ето е мијалче.